Град Скопје застанува на нозе, а најдоброто допрва доаѓа. Градоначалникот Ѓоргиевски вели дека градот излегува од долговите и најавува амбициозен инвестициски план. За прв пат по долги години Скопје има повеќе пари отколку обврски. И токму затоа можевме да тргнеме и во најголема инвестициска офанзива во историјата на нашиот град. Се градат нови булевари, паркови, реконструкција на училишта, а во најава е и современ Луна парк, изградбата на проектот БРТ кој треба да ги поврзе Карпош со Ново Лисиче и Радишани со Драчево, новата подземна сообраќајница кај Лимак. Обезбедивме 60 милиони денари за реконструкција на училиштата оваа година, прочистувачи за воздух во секоја училница, целосна дигитализација со смарт табли, панели и компјутери, 86 милиони денари за енергетска ефикасност и лаптоп за секој првенецна генерација. За прв пат воведуваме униформи за средношколците од прва година, летни кампови за ранливи категории и воведуваме целосно бесплатна психолошка поддршка за сите ученици, исто така за прв пат во историјата на нашиот главен град. Во инфраструктурата ги откочивме проектите што со години стоеа на милост и немилост. Целосна модернизација и нормализирање на градскиот сообраќај преку проектот Safe City. Како што посочи тој, во напредна фаза се и преговорите за експропријација на објектите на булевар Борис Трајковски, за чиј завршеток се веќе обезбедени средства, со што оваа клучна артерија конечно ќе функционира нормално. Во тек е и набавката на нови специјални возила за комунална хигиена, паркови и зеленило, ЈСП и градски паркинг. Се откочи и најголемиот еколошки проект во историјата, пречистителната станица за отпадни води, вредна околу 185 милиони евра, а Ѓоргиевски апелираше и до граѓаните и компаниите во наредните 15 дена да ги подмират сите обврски по основ на данок на имот за периодот од 2022 до 2025 година.